Сапајлево сум баш у некое СДС расположење. Целиот сум СДС, Сапајлево, личам на СДС. И така, планирав нешто на базен, со некој од децава дидам, ама гледам облачно е надвор, ке врне. А мене убаво ми од Сапајлево. Цело време СДС ми е во мислите. Ја и СДС вакви кои идентични близнаци да сме. Ми текна на Јонче наш. Имаше една песна. А може треба да се испе малку поинаку, ова е ново време. На време на Булеши. Баш сум горд на себе си, Сапајлево. Што сум целиот некако СДС. По изборите, а бога ми пред изборите. Наместо Зурли и Тапани СДС поп да викнете, Венко за рака, клуч на врата, правово и дризово. Ова ми е малку неприроден глас кога пеам Ѓој Јонче, ова ми е природниот, но знам така во баз да отидам. Што сакав да кажам, поп, значи поп генерално, поп треба да викнете, не Зурли и Тапани, да се разбереме. Ако го барате кривецот за оно што ви се случи или виновникот, драги мои булјашчичи, колеги, мислам, не ве вреѓам, јас сум денес у тоа расположение, баш сум булјаш, да не мислите навредувам некога себе се иземам. Што сакав да кажам, ако го барате виновникот, последниот во низата, за овие премрежја што ве снајдоа, тоа ви е Заев. Заев ви е во мамата на сите. А и на цела Македонија, тоа е поголемото зло, а помалото е што ви е во мамата на сите и ви аминираше партијата и ве прати на депонија. Од прв до последен. И сега вие го избирате заштитното лице на брендот Заев да ви биде нов лидер. Ви реков, ВМРО ДПМН може сега 15 години минимум, а не, добро, ајде 12 години при мандата ќе им даеме чисти. Да си владее без никакви пречки. И нека владее, само да имаат малку памет во глава, да не ги повторуваат грешките од минатото. И мислам дека се ќе биде окей. Но, покрај тоа што имате еден директен виновник за дебаклот што ви се случува и што допрва ќе ви се случи, кога ќе ставите клуч на врата, знаете, онако хоти ние што се клуч на рака, вие клуч на врата. Но пред тоа, да ви кажам нешто, еве, за она време, нели, пред да се појави Заев. Значи, вие имате фабричка грешка у партијата, која што не се исправа. Тука фабричко подесување не помага. А тоа е менталниот склоп, ДНК-та на вашата политичка елита, која што се менува и ги наследува политичките позиции у партијата од дедо, татко и така натаму, од бивши основачи на партијата и така натаму. Или у превод кажано,
вашите позиции во таа партија, што ги наследувавте 30 години наназад, се уште еден доказ дека за вас реформирање нема. Зошто? Затоа што сте вие деца на црвената буржуазија. Некои од вас познавам уште кога сме имале 20, 22, 23 години, кои сте почињале у политичкиот помладок, море и 15-16 знам некои, што биле тамо у политичкиот помладок на СДС у тоа време, нели, што учеа по Корчагини, Морчагини, елитни школи, живеа по водно, модно, мислам и ден денес некои живеа тамо или родителите им се тамо, небитно. Тогаш ве презирав, сега ве презирам уште поише. 100 пати повеќе, 1000 пати повеќе. Знаете зашо? Затоа што цел живот вас ви беше се донесено на тацна. За вас немаше проблем у животот. За вас немаше борба у животот. За вас не постоеше конкуренција у животот. Што сакавте, тоа добивавте. Сакам додам тамо, идеш тамо. Сакам да купам ова, купуеш ова. Сакам да учам вамо, учиш тамо. Сакам да студирам онамо, студирам онамо. Се ви беше овозможено. Од вашите дедовци, родители, роднини, мајки, кои што беа секогаш во привилегирана позиција, децении наназад, затоа што беа дел од некогашната црвена буржуазија. Вие испозавршивте школи високи, по Европа, по Америки бевте, шетавте, ве школуваа специализации, курсе тресе уладна вода. Се враќавте назад и одма влегуевте у СДС Бардовачка од завчера, од кога ги викнавте тапаните и зудлите, пошо кој се спаси од Идризово кај вас, од Бардовци нема да се спаси. И доаѓавте и веднаш ги зазимавте највисоките позиции во таа партија, пошто беше на власт у тоа време у 90-ти, цели 90 до 98, веднаш добивавте високи позиции, директорски позиции, или министри стануевте, или не знам што стануевте, или заменици, или ово, или он, или се пикавте, ве пикаа во разни невладини да директорувате, да правите ова, да правите она. А некој од вас до ден денес остана на тие позиции и до ден денес, благодарение на таа партија, се бутнати овде, онде, вамо, тамо, онамо. Вие тешко животот не сте виделе. Вие ништо сами немате направено својот живот. Вие сте фраери и фраерки на батерии. Затоа сте најобични демагози, сега кога ве слушам на ова избориве, што ви беа натрепартиски за нов лидер, кога ви ги слушав говориве на кандидативе. Чисти демагогии кажувате, флоскули, празни фрази, за да ме сватите кој има проблем, нели, со вокабуларот. И продолжувате со тие демагогии, иако партијата ви е Джоа Титаник. Титаник имал поише шанси да се спаси, која ја закачил санта на мраз, отколку што имате вие сега да се спасите. Чекај, прстучето го заборев. Како ми се заоблачи, баш ми пропадна базенче ово, но? Многу сакав да гњурам. Денес да гњурам. И ве слушам, вашите патетики, тие говори што ги имавте пред она бедно членство 30 души, што едва го собиравте на сила за да ви ги слуша демагогиите. Дечки,
Помирете се со судбината. Ја ебавте утката на летање, го ебавте ежото грб. Вие сте неспособни. У живот ништо сами немате направено. Се тоа било благодарение на вашите родители, баби, дедовци, благодарение на партијата, се што сте добиле. Вие сте по дефолт неспособни. И токму поради тоа што сте неспособни, што се ви било сервирано на тацна, токму заради тоа сте станали у животот карактерно, сте се оформиле као пички, сте станале медиокритети, сте станале конформисти, сте станале опортунисти и токму заради тоа сте станале максимално сервилни и подмитливи кон се и секого. Затоа за вас не значи ништо, не значат ништо големите наративи, како вистина, честност, татковина, народ, идентитет, јазик, ово оно. Ништо не ви значи. Затоа што се ви било давано на тацна и се сте добивале не благодарение на своите лични заслуги, туку благодарение на мама, на тате, на бабе, на деде. Затоа кај вас се може да помине. Затоа имате ниска точка на топење. Затоа можете секое понижување да го проголтате. Секој срам што ви е нанесен да го проголтате само заради лична корист. Личен напредок, лична амбиција, кариера и така натаму и така натаму. Филипче. Филипче. Alright, yeah. Извинете за ова мала дигресија, ме фаќа од време на време така тоа пулјашкото у мене. Затоа вака го комбинирам малце ова излагање во малце сериозно, малце уште посериозно од сериозното. Значи, баталете. Ова е порака. Вчера некој нешто ми пререче за видеоролната што ја пуштив за тапаните и зурлите. Ова не, некој нешто ми пререче немој ти по сите нас нешто да плукаш ово она. Људи, исто е како и со власта. Каков народ, таква власт. Каков народ, таква држава. Какво членство, таква партија. Не ве чув никој од вас, motherfuckers у СДС, кога вашите фраери и фраерки на батерии ја продаваат државата на бугарите и на грците и на сите што стигнеа, кога го ставија Дуи да владее со нас, кога му дозволија на Дуи да спроведе практички апартхејд овдека. Не ве чув ниту еден од вас, од вашето членство кое бара почит од мене, а не презир. Не чув никој од вас да каже, чекај бе, со кое право ти продаваш ова? Не чув никој да крене глас Заев го даваш она предавничко интервју за таа бугарската телевизија, некој од СДС од членството од петорица да се соберат дискочат да кажат не. Со таа будала не се согласуваме. Ние сме македонци, Гоце Делчев е македонец. Не! Ќутевте! Вклучувајќи ги и сега новоизбраниот лидер, кој што тогаш бркаше и друга работа, мислам беше министер за здравство, или тоа беше, не ми текна баш кој период беше тоа интервју, но не бит, може и пред ковидот да беше. Ниту останативе кандидати кои што му беа конкуренти, кои што сега го слушам тој едниот која збореше, ние се враќаме на корените на Асномска Македонија. Која е Асномска Македонија, бе? Булјашевич, која е Асномска Македонија? Која глас не пушти кога сменивте име?
кога бевте спремни на бугарите да им отстапите и историја, и јазик, и наши херои, основоположници, идени творци на идната македонска држава. Вие зборите за автономска Македонија што им дозволивте на ДУИ да владеат со сите нас и што сака апартхейд да уведат и што почнаа да воведуваат. Вие сега најаноѓате да зборите за враќање на автономска Македонија која што ја уништивте, на која што и се помочавте. Копнете, одете таму као на екскурзија, треба сега некој да ве земе, вас, и да ве однесе на гробовите, не знам, на Ченто, на Панко Брашнаров, на не знам кои сиде тие што биле таму тој президиумот. Копнете малце, да видите како се превртени на стомак. Поради вас. Па уште се вреđале луѓето. Венко. Па уште се вреđале луѓето. Пошто сум генерализирал кога зборам за таа партија. 10 пати сум ви рекол, проблем со вас е што вие сте лошо семе. Дрво криво насадено. Затоа што не повеќето, него сите од вашите лидери, сегашни, минати, имаат врска со црвената буржуазија. Им било возможно се во животот. Се. Но за разлика од нивните дедовци, баби, не научиле уште да си ја сакаат државата и народот со кој што живеат. Само тоа не го научиле, све друго научиле. Како да како ова. Само тоа не го научиле. Како да си ја бранат државата од нивните баби и дедовци, барем знаеле што сакаат, знаеле за што се бореле, некои гинеле, некои крвареле, преживеале, па успеале да направат македонска држава современа. За нивните внуци, пошто се чувани у стаклено звоно и така гледани, да се посерат на се, затоа што се од мочка прајани, затоа што никад тешко не видели в животот, затоа што биле учени само на подместувања, трикови, бумбарски вештини и 6 други скаламуци, само за да добијат она што сакаат за лична корист, амбиција, кариера. Затоа ја кога ви велам да се само распуштите, ви го кажувам тоа. Тоа поише им се обраќам на овие понормални од СДС, што ако може да ме разберат. И ако може да сватат дека си го потрошиле животот у таа партија, особено ако се бореле, ако се залагале тамо. А не можеш да не ги гледаш со презир, ако работеле за добробитта на таа партија во последниве години која распродаваше собствената држава и собствениот народ. Како да имаш убаво мислење за нив? Работеле за партијата, глас не пуштиле против, гинеле, трчале, сами кажуваат, гинев за СДС последниве години, гинев за Заев, шо добив? Си гинел за Заев? Ме боли муро. Тоа не е за фалење. Ако си гинел за СДС и Заев и не знам последниве години, особено не е за фалење. Не било никад, но последниве години епте не е за фалење. Затоа велам да се само распуштите. И бидејќи вие од СДС, малце по-тесничко да ми ова, али добро ми стои. Какви силикониви, јас сум за природна града. Што сакав да ви кажам? Значи, сјебани сте у старт. Иако меѓу вас има
малце попаметни, што сваќаат што ви зборам. Треба шо побргу да излезете од тоа озрачено дувло на предавници. Кармата ќе ви ја заебе ако останете уште ден повеќе. Веќе ви е заебана. Да ви кажам искрено, вака се изразува малце ова, како се вика ова, Буда муда филозофии, карма марма, но да знаете, учеството у предавството на својот народ и на државата ќе го платите. Не е ова рекла казала бабини деветини што ви го кажувам. Ќе го платите сериозно. Ако не вие, на вашите потомци ќе оплатат. За жал. За жал, ни криви ни должни. Затоа што имале предци кои што влегле у авантура, кај што не смееле да влезат. Видовте со каков гнев се соочивте на народот, со гневот на народот на изборите. И тоа е премногу мал за тоа што го чувствуваше тој народ. Не можевте ни да го почувствувате се до изборите. Мислевте лесно ние ова ќе го направиме. Лесно ќе го протуркаме. Малце да имавте контакт со реалноста, ќе свативте дека тоа не треба да го правите. Не смее ни да помислите да го направите. Затоа што ќе изгубите се. Затоа што никогаш повеќе нема да дојдете на власт. Затоа што ќе си ја затворите партијата која што оној демагог ваш ја нарекува слободарска била. Слободарска жими Стојко Вранковиќ. Знаете, тој беше кошаркар. Слободарска партија. У овој момент у вашата партија, ви реков, од вашата партија у гроб се превртени сите основачи наснов. И тие у президиумот, сите бе, сите. Сите не ове загинати партизани од НОП. Вие сте биле Слободарска партија, вие сте збирштина на ветрушки и на збирштина на ветрушки на робови кои што плукнаа на се. Плукнаа на својот бунар, на своето огниште, на своите предци, на се. И уште барате почит. Тоа значи дека вие не разбирате големината на вашата вина, на вашата грешка. Значи, вие се уште не разбирате какво предавство направевте на својот народ и на својата држава, на своето огниште. А не разбирајќи се уште за тоа какво предавство сте направиле, тоа збори само едно, дека вие не чувствувате ни кајање. Пошто за човек да се покае, прво треба да ја свати големината на својата грешка и да рече, да, заебав, ао како заебав, ао како се кам, ао може другите ќе ми простат, ја нема никад да си опростам у живот. По тоа видов дека вие не се каете, дека вие не чувствувате вина и токму затоа вие не може да се реформирате, вие не може да направите нов почеток, вие не може да направите некое ново СДС, како што самите се само рекламиравте на овие партиски вешови беа избори. Вие сте загубени, готово, прочитани, разјебани, раздрндани од сите наоколу, а на крај и од својот народ, што го заслуживте апсолутно. И тука не е крајот, да ви кажам. Ќе ве дрндаме доека не ставите клуч на врата. А власт доаѓање, пак у Македонија, тоа заборавете. Заборавете. Док има атомче енергија у нас, атомче, ќе се бориме да ве дискредитираме, да ве омаловажуваме,
да ве разоткриваме на секој чекор. Како фраери на батерии, неспособни и предавници. Уште е облачно. Ми пропадни дење на базен, драги мои. Тоа ќе се бувна в када. Филипче. Ајде, отидов во када. Оти имам уште нада.